генерално животот на Малта, посебно за балканци, е многу добар. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, Малта е првата земја која што дозволуваше уште во 2015-16 година да дојдете и да останете со туристичка виза, да најдете работно место и веднаш да почнете да живеете во Малта. Сега реално малку на долг план е покомплицирано, затоа што може да имате само едногодишна лична карта, па потребни се 5 години и така натаму да не должиме, но генерално е многу лесно. И затоа огромна количина на балканци прво доаѓаат на Малта, дури има место кое што се нарекува Буџиба, кое што ние го нарекуваме Балкан таун. Значи, тоа е место каде што влегуваш во кафич, седнуваш и келнерот прво ти вели, повелете, sorry, how can I help you? Значи, буквално во тој степен, да. Значи, верували не постојат исклучиво македонски ресторани и тоа е, например, два гурме. И месото исто ли е? Шарската иста ли? Да, исто. Зачините исти ли се? Да, не, сега, знаеш кај е проблемот? Проблемот е што во европските земји, посебно во Малта, се готви без зачини, верували или не. Само во ресторани како балкански, македонски, српски, да, исто како овде, се разбираме. Но генерално на Малта, верували не, се готви без никакви зачини. Се појавија многу разгалени од типот лактос интолерент, ајде, тие барем ги разбираме, навистина имаат. Ама овие кои што имаат проблем со хемороиди.